Добар ден, добро вечер на сите во Олимпискиот тим на Македонија. Добро вечер. Благодарам за времето што го одвојувате за телевизија Нова. Честитки за Нина Балаван која прва настапи денеска, резултатот 42 место. Нина, дали беше ова резултат кој ти го посакуваш, очекуваше, можеше ли подобро? Па секако дека може подобро, затоа што сметам дека сум во надлежна топ форма и доста многу тренирам баш за овој олимписки настап. Како што кажа во повеќе наврати, јас сум во техничка смисла најголемиот аматер во сите професионалци, па со пушта која што имам веќе 5 години која што е нарана, вистина пред самиот надпревар, едно 5 минути пред проба и припрема, мене ми се распадна оружјето, односно ми падна дел кој што стои на ракохватот. После некои 5 минути кога почнав пробата, успеав да го санирам проблемот заедно со хрватскиот тренер на Хрватската стрелачка федерација. Успеав да го санирам проблемот, но не успеав да ја вратам прецизноста поради тригерот, затоа што тој се помести за 2 грама. Доброто е првата твоја информација, какво е искуството да се биде дел од најголемиот спортски собир на планетата во моментов, Нина? Па и самото отварање кое што беше вчера, навистина јас сметам дека е најпозитивното нешто во психичка смисла на секој спортист, затоа што сите тие луѓе кои што се таму се дојдени да не гледаат нас, како и сите оние кои што ни дават подршка во Република Македонија. Така да ова е еден сон на кој што на сите нас ни се оствари и сметам дека и знам уствари дека сите ќе дадат се од себе како јас денес и дека ќе се представиме во најдобро можно светло. Ти благодарам, Нина. Следна на програмата е Анастазија Богдановски во понеделник 200 метри слободно. Анастазија, ние веќе еднаш разговаравме пред да дојдеш во Рио. Сега какви се впечатоците? Дали се прилагоди на атмосферата во Рио во моментов? Многу е супер атмосферата тука, многу се радувам што сум тука. Вчера на отворањето уште се возбудив уште и поише, како Нина што викаше, сите се тука најаките спортисти од цел свет и се надевам дека ќе направим некој резултат со нив. Сега вака кога си во Рио, кога си во Олимпиското село, веројатно имаше и тренинзи, какви се твоите очекувања за понеделник? Се очекувам дека можам да подобрам време и да го слушам рекордот на Македонија. Ти благодарам, Анастазија. Следна која настапува на 9 август е Катерина Николовска, джудо, 63 килограми. Катерина, и ти веројатно си импресионирана доста од Олимписките игри. Какви се твоите впечатоци? Добро вечер на сите. Да, јас сум импресионирана од прво Олимпиското село. Вчера исто така од отварањето на Олимписките игри. Моите емоции се буквално исти како и моите колеги спортисти. Среќа сум и многу ми е драго што сум тука, што се избори да бидам тука дел од Олимпискиот тим на Македонија. Каков резултат очекуваш ти на твојот настап на 9 август? Во мојот спорт се елитата, како во секој спорт, фаворити има, но тоа во джудото ништо не значи, секој секунди се во прашање и секој може да добие. За прв противник ја добив рвачката од Турција, со тренерот подготвивме тактика, овие денови сум секој ден на тренинг, се спремам психички и тактички и очекувам добар пласман. Ти благодарам многу, Катерина. Ки дадам предност на Дрита Ислјами како дама пред Ристе и пред Марко. Дрита, ти настапуваш последна на Олимписките игри од нашиот олимписки тим на 400 метри со пречки. Предпоставувам дека и ти имаш своји впечатоци поврзани со игрите во Рио.
Здраво на сите и јас исто како моите колешки исти впечатоци, значи нема потреба да ги повторувам зборовите. Секако дека тука во селото е прекрасно, све е многу убаво и исто и отварањето беше многу убаво, сите се возбудивме, значи некој прв пат учествуваме, некој втор пат тука во Олимписки игри. Секако дека беше многу убаво, уште мислам дека се мотивиравме од тоа отварањето вчера. За трката ќе кажам нешто многу кратко, ќе настапам последна, после одма отредента се праќам, ќе трчам како рековте на 400 метри со пречки, очекувам да го подобрам државниот рекорд кој е мој оваа година го соборив. Мислам дека за трет пат ќе биде во Рио. Исто така со државен рекорд ќе имам исполнета европска норма за европско првенство по 23 години што ќе се одржи друга година во Полска. Ако ги остигнам овие два цели, ќе бидам многу среќна. Ти благодарам, Дрита, и очекуваме добар резултат и од тебе и се надевам на успешен настап. Продолжуваме со Марко Блажевски. Тој ќе настапи на 200 метри мешано на 10 август. Марко, во последен момент си дел од олимпискиот тим на Македонија, заслужено секако. Каков резултат ти очекуваш во Рио? Најпрво фала на честитките и како што кажавте, јас сум еден од последните членови што дојдов тука. Вчера околу 2 часа пристигнав и одма заедно со колегите од репрезентацијата одевме на отварањето на церемонијата, кој беше одлично. Дури исто како Лондона го пробува да ги споредиме. И од резултатска смисла очекувам дека сум во добра форма и тоа би значило нов македонски рекорд на 200 метри мешано, што било моје најдобро време и зависи од конкуренцијата што е можно твој со класмент. Ти благодарам, Марко. Ристе Пандев ќе не представува во атлетиката на 100 метри, настапува на 13 август. Ристе, сигурно дека и ти очекуваш да го дадеш најдоброто од себе. Добро вечер до Македонија, поздрав од Рио. Во селото е многу добро, колегите се окей, значи нема повреди, тренинзите добро се одвиваат. Денес ќе пробам со пиштол да стартирам, значи се е добро, очекувам нов државен рекорд и тоа. Ти благодарам, Ристе, ви благодарам на сите за одвоеното време, за соработката со телевизија Нова. Уште еднаш очекуваме да го дадете сите вие најдоброто од вас на Олимписките игри. Благодарам уште еднаш за вклучувањето во живо од Рио.